Здраво на сите вие кои што сте дома покрај малите екрани, здраво на сите кои што сте тука присутни во студиото. Започнуваме со денешното издание на Листа за 300, а како и секогаш така денеска, прво ќе ги повикам да ми се придружат домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Љубинка и Никола. Повелете. По трет пат. Домакини во Листа за 300. Љубинка и Никола. Тоа би оној радиогласот кој што го користам за најави. Добри ли сте? Добри. Супер. Супер сте, мора да признаете. Сега минатиот пат 200 евра ми земавте, претходниот 50, се вкупно 250 евра. Ама проблематична сума за делење се. 250 евра. Не, ќе си ги носи Никола за приз. А Никола ќе си ги... Опа, Никола, ти паметно си изиграл. Ми се допаѓа ова. Супер. Не ви се мешам за тоа парите кај ќе одат кај кого, како и да е, чувство и дека ќе почасти во секој случај. И да се за него парите. Да. За денеска дали сме подготвени? Да. Да, супер. Нови противници си знаете тоа, нови две лицитации, да видиме денеска дали повторно на пенали ќе играме. Ќе видиме. До сега две учества, два пати пенали играме. Да видиме денеска баш како ќе биде. Да не сакате да додадете нешто? Ништо. Тоа е, тоа мудро ќе се молчиме, кажи ќе се чуваме слеговите за Листа за 300 понатаму. И по домакини, ваша домакинската кабина. Повелете. А во нашето студио се и нивните противници. Да ги поздравиме. Вања и Сашо. Повелете. Здраво, Вања, здраво, Сашо. По втор пат во Листа за 300 на моје огромно задоволство. Како сте? Супер. Добре. Минатиот пат знам дека имавме една покрај тоа што се случуваше тука во студиото, разбрав дека сме имале проблеми со паркингот. Кога сме си оделе од тука од нашето студио. Добро, све се заврши добро. Денеска се е добро? Супер. Да. Одлично, добро. Тоа ме викам сега да прашам на сам старт да крај, така све- треба да реагираме, сега да реагираме, не после кога ќе бидне. Не, све се заврши добро. Па чим сте повторно, тука мора да се да било како што треба. Да. Така. Иако можеш и подобро. Минатиот пат не успеа. Интересно. Не, имавме добри противници. Да, добри противници, не успеавме да земеме парична награда. Денеска имаме шанса да поправиме, за поправен, Да. но повторно имате опасни противници, да знаете, таква ви е среќата, но ќе видиме како ќе стојат работите. Може би денеска вие поспремни, посконцентрирани, може би ќе ви легнат темите повеќе, многу фактори се во игра. Па, да. Така, пред се дојдени сме да се забавуваме. Така е. Така, тоа е тоа. Па ако излезе да победиме биде, да биде. земеме пари, така. Така ми се допаѓа тој начин на размислување. Вања, како си ти? Што се случува кај тебе? Супер, учење, работа, се постигнува. Се интересно. постигнува се, браво. Да. И учење, и работа, и учество по квизови. За се има време кога се сака, така ли е? Точно е. Сашо, ти, кај тебе? Е, исто како прошли пут, работа дома. Поздрав до колеги, поздрав до поголемата керка. И ја дома да ги поздравам. Така, после брзо да ги поздравиш, па што пола се тука со тебе. Се седа, поздрави ги секако. Кого сакаме да поздравиме? Да поздравиме мама, баба и даде, сестра ми. Да, голем поздрав и од мене до сите три. Живи, здрави, па ако сте расположени во иднина, можете и вие да дојдете во Листа за 300. Да, ќе ве ставиме контрапар од Сашо и Вања да видиме кај кого ќе отидат парите дома. За денеска дали сме подготвени? Да. Супер, почнуваме како предизвикувачи, да видиме дали ќе стигнеме до домакини. Сашо и Вања, Најпочне. ваша е предизвикувачката Ала. кабина. Ова си искршив јазик. Предизвикувачката е кабина. Добре е сега. Повелете. Љубинки и Никола, односно Вања и Сашо, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме дали работат онака како што треба и да си продолжиме со денешното издание на Листа за 300. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Вања и Сашо, дали се слушаме? Да, супер. Одлично, баш ме било. По продолжение, знаете, ако имаме некаков технички проблем да ми кажете, ако нешто не е јасно да ме прашате, договорени? Договорено. Со среќа уште една, сега ќе исклучиме вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Љубинка и Никола, како сте? Супер. Се слушаме? Да. Одлично. Домакини, ако се е во ред, може да почнеме? Може. Супер, фала ви. Ете, драги гледачи, кабините функционираат како што треба. Надпреварувачите се расположени за игра, јас сум расположен за игра, па да започнеме. Започнуваме како и секога со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи.
женски имиња на буквите К или Л. Бараме женски имиња кои почнуваат со буквите К или Л и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, српски, ромски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жителки. Љубинки Никола, дали не е јасна темата? Да. Супер. Вања и Саша, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација први започнуваат со надавање тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Вања и Сашо. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Љубинки и на Никола, а Вања и Сашо, кога ќе имате понуда, кажете ни. 10. 10. Започнуваме со 10. 15. 15. 20. На К и Л. Уште еднаш ќе повторам за да не. 20. 20. 25. 25. 30. 30. 35. 35. 40. 40. 45. 45. 42. 45 беше, извини. 45 рекол? Да. Да, нема проблем. 47. 47. 48. 48. 50. 50. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде, Вања и Сашо. Брзо да ги размрдаме главите малце. Точно 50 празни полиња имаме тука, ќе ни требаат 50 женски имиња на буквите К и Л. Немаме од колку најмалце букви. Така. Што значи? Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Кристина. Кристина. Така е. Климентина. Климентина. Така е. Калиопе. Калиопи. Така е. Кика. Кика. Така е. Коцана. Како извини? Коцана. Коцана. Да, старо има. Добро, ајде да видиме. ...57 коцани во Македонија, точен одговор ми изненади, браво. Ја прв пат па го слушам. Моја идеја беше. Косара. 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 Така е. Кевсер. Кефсер. Над 200 точен одговор. Леонтина. Леонтина. Да. Така е. Леа. Леа. Така е. Леона. Леона. Точен одговор и Леона. Лила. Лила. Така е. Лилјана. Лилјана. Лилјана, да. Лилјана. Добро. Така е. Лукреција. Извини уште еднаш. Лукреција. 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 Дали познаваме некоја Лукреција? Нема. Нема Лукреција. Лина тија. Да, може би требаше да изиграме, супер ви тргна. Баш викам одлично, на добар пат сме, ама Лукреција, нема, мене ми познато името, сум го слушнал, ама во Македонија не сум го сретнал. А вака знам дека има Лукреција име.
А еве во Хрватска има многу, имам информација дека во Хрватска па е многу застапено името Тоа Лукреција. чудно ми дојде. Да. Имаше многу лина колку таму. Да, извинете. Имаш уште доста, да речеме, на К ги имавте тука и Каја, Кала, Калинка, Калина, Карамфилка, потоа Кармен, Ката, Катарина, Катица, Калара, Кира, така, потоа на Л ги има Лара, Лариса, Лейла, Лена, Ленка, Ленче, Лепослава, Лиде, Лидија, Лиле, Лилјана, Лихнида, Лола, Лора, Луна и така натаму. Добре, храбро игравме, мене тоа многу ми кажува и многу ме радува. Вања и Сашо, немојте да се разочарувате, имаме уште една лицитација за играње. А сега го изначиме резултатот и потоа на пенали да си ја бараме среќата на Љубинки и Никола, тоа не им е непознато, честитки за првиот поен. Пак ќе кажам, многу ме интересира дали пак на пенали денес ќе завршиме или не. Честитки внимателни вие во продолжение. Но продолжете вие со храбрата игра исто. Сакам кога имам храбри надпреварувачи. Вања и Саша, ништо не готово, како што реков. Се селиме на втората лицитација да ги чуваме силите и знаењето за таму. Женски имиња на буквите К и Л ги прочитав, оние кои што може да ги изиграат нашите надпреварувачи, да не се повторувам уште еднаш. Што значи можеме, драги гледачи, да се селиме на втората надавање, односно на втората лицитација. А темата за истото гласи: македонски пејачи на народна музика. Бараме имиња на македонски пејачи кои пеат народна или, ако сакате, фолклорна музика и кои имаат објавено барем една песна без обзир дали се уште актуелни или не. Се признаваат и сите пејачи кои настапиле на било кој македонски фестивал за народна музика. Не се признаваат пејачи кои имаат само некоја обработка на народни песни, како да да речеме, на пример, Тоше Проески. Љубинки Никола, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Вања и Саша, дали не е јасна темата? Пејачки не. Да, Пејачи. пејачи, да. Чекај, уште еднаш ќе проверам, да, само мажите. Да, убаво што ми го посочи, тоа не ни обрна внимание, Сашо, на тој проблем од темата. Дали не е јасно? Јасно. И мене ми е сега јасно, добре. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при второто лицитирање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Вања и Сашо. Повторно ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Вања и Сашо, кога ќе имате понуда, да чуеме. Може со 10. Започнуваме со 10. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 24. 24. 25. 25. Нека одговараат. Да одговараат. 25 празни полиња, не се малце, не се ни премногу. Не ви дадоа рад денеска вашите противници. Вања и Сашо, сега се е во наши раце, внимателно, без брзање. Договарете се меѓусебно, видете, како да кажам, преслушувајте си се еден со друг, за да не направиме некоја несакана грешка. Повели, Сашо? Нема врска и што си починате некој пејач. Нема врска, да, не е важно. Ништо не мора да се актуелно се. Да, да. Јонче Христовски. Јонче Христовски. Така е. Наум Петрески. Наум Петрески. И Наум Петрески е точен одговор. Миле Кузмановски. Миле Кузмановски. Миле Кузмановски, трет точен одговор. Пепи Бавтировски. Пепи Бавтировски. Пепи Бавтировски, точен одговор. Гоце Арнудов. Гоце Арнаудов. Така е.
Перо Христов. Перо Христов. Така е. Добри Ставревски. Добри Ставревски. Така е, Добри Ставревски. Точен одговор. Никола Бадев. Никола Бадев. Така е. Аце Андонов. Аце. Ацо. Ацо Андонов. Ацо. Ацо Андонов. Нема до толку да ви земам за зло. Ацо или Аце, ако е. Така е. Добро, однови, ајде. Горан Тодоровски. Горан Тодоровски. Горан Тодоровски. Така е, го и Горан Тодоровски. Век 10 точен одговор, уште 15. Да. Горан Тодоровски. Баже Груевски, Благој Груевски. Благој Груевски. Благој Груевски. Благој Груевски, точен одговор. Евто Пупиновски. Евто Пупиновски. Евто Пупиновски, 12 точен одговор за Вања и Сашо. Потоа Ибуш Ибримовски. Ибуш Ибраимовски. Така е. Ибро Лабунски. Ибро Лабунски. Така е. Јордан Митев. Јордан Митев. Така е. Зоран Ванев. Зоран Ванев. Така е. Мишко Крстевски. Мишко Крстевски. Така е, точен одговор. Маријан Коцев. Маријан Коцев. Така е. Уште 7. Новица Лазаревски. Новица Лазаревски. Така е. Никола Костадиновски. Никола Костадиновски. Така е, точен одговор. Уште 5. Имате време, не морате да се потресувате за тоа. Вања Сашо, како оди? Кога има биточани, охриѓани. Александар Сариевски. Александар Сариевски, ајде да видиме. Ја се знам со вдух му на Александар Сариевски, Иван Сариевски, голем поздрав до него. Другар Мисаре. Мирко Митрески. Мирко Митрески.
Мирко Митревски, 22 точен одговор, уште 3, Вања и Сашо. Кисми Саша, ма како се викаш? Ма тоа е забавено, нели? Не, народни пејач. Па може Кисми да го кажем? Не, тоа е група. Да си гледате Мерак Мејана редовно, немаше да имате проблем сега. Како? Мерак Мејана викам да си гледате редовно од сега, па полесно ќе ви работава. Па беше... Вие гледате Мерак Мејана? Да. Не, ама ова мрче што имат снимено песна. Да. Што имат снимено. Да, што така, што имат издадено барем една песна. А ова Цаки Кисми мора цело име и презиме да се каже или? Мислам дека, ми викаат од тимот дека познат, како што е познат од неговото артистичко име, дека може и така. Може Цаки Кисми? Цаки Кисми. Замислите речев сега, не е точен одговор. Сега само да не измислуваме и тоа ми кажат Дриджа сега, да не ги измислуваме имињата. Вака Цаки Кисми е познат по тоа име и затоа и се прифаќа, да сега да не измислуваме тропам глупости. Татјана од меморија. Тропам сега, разбира ги. Ајде уште 2 и времето ни поминува Сашо и Вања, што значи малце побрзо. Мислете. А што пееле на наши фестивали? Да. Да. Милан Бабич? Милан Бабич? А не, странци, не, наши пејачи. А, наши? Наши, да. А ја мислам што пееле на... Не, наши. Наши. Сашо, ќе треба да почнам да бројам за една минутка. Ајде, мислете. Мухарем Сербезовски Мухарем Сербезовски и Мухарем Сербезовски, 24 точен одговор. Последниот кој ќе биде? не знам, брат му, вајде има снимено и брат му, Ајнур Сербезовски. Како рековме? Ајнур Сербезовски. Ајнур Сербезовски. Леле, ако на последното ја... Вајде и тој има една песна снимено, што знам. Ајнур Сербезовски, Сашо, точен одговор. За среќа се извадивте. Не, последниот беше буквално на тепка. Имавте среќа, ви се насмеа среќата. Бидете внимателни во продолжение, но честито и за поенот кој што го освоивте. Сепак се испостави дека судбината на Љубинка и Никола биле пеналите. Ништо од тука ве пријавувам во македонска репрезентација за пенали сам. Да, само за пенали. Да, само за пенали кои ќе треба да се четират во сите спортови. Може. Значи, така супер. Љубинка и Никола, одлично одиграно, немам замерка да ви дадам, но очигледно им легна малце поише. Темате 2-3 надавања и ситуацијата ќе беше поинаква, ама па кој да знае, нели сега од друга страна. Вања и Сашо, супер одиграно. Можеш и подобро, секако, сега ќе ти спомнам некои од имињата кои што можевте нели да ги кажете, а не ги изигравте. Сега вака ајде да ги одбереме. Александар Сариевски го кажавме. Имаме тука Ванчо Тарабунов, Владимир Поповски, Владко Миладиновски, Војо Стојановски, Ѓоко Дончев, Ѓоко Јович, Ѓоко Кукич, Горан Тодоровски, Гоце Николовски, па потоа ги имаме Добри Ставлевски, Драган Вучич, покојниот Драган Мијалковски, Драган Николовски Даце, Зафир Хаджиманов, Зоран Џорлев, Јанко Узунов и така натаму. Ги има уште многу, еви го и Сашо Гигов гише исто на оваа листа. Секула Пупиновски така. Натаму ги има доста народни пејачи. Голем поздрав до сите нив.
А сега, драги гледачи, како што реков, пеналите ќе бидат одлучувачки фактор и во денешното издание на нашиот квиз. Па да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи. Градови домакини на зимски олимписки игри. Извор сајтот на Олимписки комитет. Бараме градови кои биле домакини на било кои зимски олимписки игри од првите одржани во 1924 година, па се до последните во 2022 година. Државите не мора да ги кажете ако не сте сигурни за истите. Љубинки Никола, дали не е јасна темата? Да. Супер, Вања и Сашо, дали не е јасна темата? Јасно? Да, кажи. Јасно е. Сега да видиме што знаеме, како знаеме. Драги гледачи, добро познато ви е дека на пенали одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши. Вања и Сашо, кога ќе го имате првиот одговор, да го слушнеме. Повелете. Инсбрук. Инсбург. Инсбрук. Инсбург. Така е. Сараево. Сараево. Така е. Калгари. Галгари. Калгари, се извинувам. Да, Калгари. Така е. Сочи. Сочи. Така е. Сент Морис. Сент Мориц. Браво, Соч, така е. Санкт Петербург. Санкт Петербург. Дајде да видиме. Го нема Љубинка и Никола. Москва беше. Ништо, многу ми е жал. Што е најинтересно, ни Москва не го гледам на овој список. Сега ќе ти ги прочитам сите. Само 21 град се на оваа листа. Тука ги имаме Албервил, Ванкувер, Гармиш Патенкирхен, Гренобл, Инсбург, Калгари, Кортина ди Ампецо, Лек Плесид, Лилехамер, Нагано, Осло, Пекинг, тоа беше последниот домаќин во 2022 година, Пјонгчанг, Сент Мориц, Скво Валеј, Сараево, Сапоро, Солт Лейк Сити, Сочи, Торино и Шамони, првиот домаќин во 1924 година. Љубинка и Никола, одлични надпреварувачи, ми го освеживте студиото и со вашата енергија, и со знаењето, и со динамиката на играње, и со пеналите цел куп одиграни. Да сте ми живи и здрави, со здравје да си ги трошите освоените пари и секако во блиски иднина, јас се збунувам, Љубинка, ве чекам повторно да се пријавите и да се дружиме по листа за 300 договорено. Тогаш ќе биде уште полесно, полабаво, поопуштено и позабавно. Останете ми во добро здравје, за жал сега морам да ви кажам чао. Вања и Сашо, денеска се насмев на среќата и се погоди и темите што се вика. Со знаење дојдовме до тука, не дека само на среќа сега, да не претерувам, јаснели. Честитки за тоа. Фала. Сега ќе го имате првото соочување со нашата тема. Тука на главната сцена ќе имате шанса да си освоите парична награда со среќа. А дали ќе успеат да освојат парична награда и колкава ќе биде истата, доколку успеат, останува да видиме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Сашо и Никола за прв пат тука на главната сцена и за прв пат ќе ги соочиме со темата од нашата листа. За прв пат ќе имате шанса да освоите убава парична награда и искрено се надевам дека ќе успеете во истото. Вања и Сашо, какво е чувството да сте тука? Интересно. Добре. Интересно. Трема? Не. Нема треба. Нема треба. Вања сега ми кажа дека огромна е разликата од првиот пат кога сте дошле тука и сега вториот. Така ја на сите тоа им кажам кога ќе дојдат за прв пат и кога да речеме резултатот не е излегува во нивна полза, онака како што очекувале, на сите тој викам да вратете се. 76. Дојдете, ама не, сите викам дојдете пак, многу ќе биде поразлично и да изгубиш и вториот пат ќе биде поразлично од првиот пат, нема да биде со толкава изразлики ова и она и искуството плюс секој доаѓање искуство плюс кој што ќе ти се најде за понатаму. Прави своето. Така е. Така е, ја на сите кој им кажам дека првата емисија каде што водев во студио вака дека не водев, дека кјутев само и џвакав мастика. Е толку знаеш, сериозно ви кажам, првата емисија во студио кога ме застана пред оваква среќа што имав тогаш добра колешка, она изводи емисијата како што треба, зашто ја бев само една безгласна хостеса да речеме тоа студио.
и се потев и не ги мрдат многу рацете дека ми се тресеа. Ужасно многу. Тоа беше моето прво искуство и мислев дека никош нема да се вратам на телевизија, ама за ваша жал, еве ме тука. Да се вратиме на темата. Нашата листа е составена од 15 празни полиња, кои што ќе ги видиме еве сега и треба да ги исполниме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме, за 3 точни одговори Вања и Сашо ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 10 евра и за 15 300 евра. Мислиш не можам да победам побрзо од тебе? А сега, ако сте подготвени, да слушнеме и темата и да дадеме што повеќе можеме точни одговори. Слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема главни градови на државите кои настанаа со распадот на некогашниот Советски сојуз или СССР. Ги бараме имињата на главните градови на денешните држави кои настанаа по распадот на Советскиот сојуз. Имињата можете да ги кажете како се викаат денес или како се викале во време на Советскиот сојуз. Ги бараме главните градови, да. Еве, Сашо дава знак, ќе пробаме. Нема прашање. Без брзање, да. Немојте да брзате. Кога ќе бидете подготвени, Сашо и Вања, слободно започнете. Јас сум и тука да ви асоцирам. Да, видиме за 50 евра прво. Ајде, Да. прво почнеме со Москва. Со Москва, главниот град на Русија. И прв точен одговор. Киев. Киев. За жал, денеска Москва и Киев не живеат така убаво. Да. Но тоа не го прави неточен одговор. Не сплеше. Не се мисли како што треба. Рига. И Рига, главниот град на Летонија. Да. За 50 евра, Рига, точен одговор. Еден паркинг. Чести еден паркинг сега кјути. Дали продолжуваме сега понатаму? Ереван. Исто, Казахстан. Алмата ли беше? Не. Астана. Како што рековме, да, може и старо и ново име. Не се мачи околу тоа. Талин 1. На Молдавија. На Азербејџан дали може би ти текнува? Да, Баку. Талин, Баку, Ереван. Ајде, уште 3. Уште 3, ајде да видиме. Талин. Талин, главниот град на Естонија. Така е. Баку Баку, главниот град на Азербејџан. и Ереван. И Ереван, главниот град на Ерменија. Да. Ереван, шести точен одговор и 100 евра за Вања и Сашо. Ја бидете внимателни, нели можеме и да ги изгубиме ако промашиме, но На Молдавија. преверете сте, да. Кишинев. Не, кјуто. На Молдавија. Кишинев. Кишинев. На Литванија Вилнус. И на Казахстан Астана, Иде? Зато ја не сум тука. Да ти не си тука. Како да? Сашо, идеме верувам. понатаму. Ајде, ќе пробаме. Ајде да пробам. Ајде, на Казахстан. Казахстан, Астана. Астана, така, порано главен град беше Алма-Ата. Алмата. Така е, На Молдавија. точен одговор. На Молдавија, Кишинев. Така е. И на Литванија рековме Вилнус. И Вилнус, Литванија за 150 евра. Топ. Така е, девети точен одговор, 150 евра за Вања и Сашо. Што правиме сега за понатаму? Викаме нешто? Ајде да размислам пола минути. Ајде, Размисли ги имаме тука Киргистан. Да, знам кои се државите, Таджикистан. него... Кои беа главните градови, Да, да. На Узбекистан е доста звучно. Узбекистан. Да, Грузија потоа. Грузија го знам, ајде. Грузија, ама тоа е еден, още два. Узбекистан не ти текна многу специфични име имаше. Па, кој е тој, ама? Будионкор. Не. Само Грузија. Белорусија сега нели доста актуелна. Тбилиси. И кој уште еден да го најдем?
Минск. Тбилиси постои. Ние на Киргизстан не ми добива. А тие се уште. Не Узбекистан, форсираш, Киргизстан. На Туркменистан. Не, со тие не ми идат у глава. Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан. Еден од нив да знам барем. Така да сме живи и здрави. Некој ќе ми го каже на Узбекистан, ќе ми биде криво. Да. Ќе ми биде Не ни кажи. Не ви кажам. Нема да ви кажам, ќе измислам. Не, овие два да, ама Како и да е, браќа, 150 евра, ви се сигурни, не си одиме со празни раце. мислам Да, толку е готово, доста. толку беше, Да, че не ви да. честитам прво честитки за првите 150 евра освоени во листа за 300, нека се множат во иднина. Ташкент на Узбекистан. Знаев дека ќе ти биде многу криво, да. Може би мене ми најзвучно под сите овие имиња тука после Москва, нели? Тој ми онака Не, за Пирци, за низ, да, ама. Да. Тие себе сега сите ќе ги прочитаме. 15 знаеме дека држави беа порано во Советскиот сојуз, што значи 15 главни градови. Имаме тука е Астана на Казахстан, Ашхабад на Туркменистан, Баку Азербејџан, Бишкек, односно поранешното име Фрунзе на Киргизстан, Вилнус Литванија, Душанбе Таџикистан, Ереван Ерменија, Киев Украина, Кишинев Молдавија, Минск Белорусија, Москва Русија, Рига Летонија, Талин Естонија, Ташкент Узбекистан и Тбилиси Грузија. Не. Одлично одиграно, Сашо. Да ми текнеше до 200 можевме, ама поише не ги знаеш другите. Така, па Не ми добро, текнува. ќе 100% Не ми дели текнува. учинок да имаме во таа ситуација. Супер бевте, на моје огромно задоволство ќе се дружиме во следното издание на листа за 300. Честитки за тоа. А сега додиме да ги трошиме парите, може? Па може. Ете така, со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300. Секако станете во продолжение со програмата на телевизија Сител. Уживајте си и чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!